Будење со Јулија. Почитувани пријатели, добро вечер. Измина доста време од нашиот серијал Будење со Јулија. Со секоја емисија ние растеме на патот на нашето заедничко будење. Од вашите мејлови, коментари, осознав колку емисијата ви сраснала во срцата и колку е голема човековата потреба да се спознае вистината. Вечерва, почитувани, човекот кој што е мој и ваш гостин веќе гостуваше во серијалот Будење, но поради интересот кој што го побуди кај сите вас, јас одлучив вечерва да ја продолжиме приказната таму кај што застанавме минатиот пат. Вечерва ќе одговориме на прашањата кои си ги поставувате. Како започнува животот? Од каде доаѓа енергијата? Дали Вселената има крај и ако има, што има за тој крај? Постои ли душа? Што се случува по смртта? Но ќе зборуваме и за љубовта, зашто тој со голема љубов ги напиша своите дела. Ја соголи својата душа за да ни ја каже вистината. Ќе прочитам еден цитат од неговата книга Вистината за вечноста. Кога ми ја откри тајната за вечноста, ми ја даде најтешката задача да ги кажам пораките од далечното минато, сега за да патуваат во иднината. Па помислив, ки ми се подсмеваат неверниците, а тој со мисла ми одговори. Вистината секогаш постои, чиста и непроменлива. Јас ке ти ја кажам, но таа не е за тебе, туку за оние кои доаѓаат по тебе. Треба да бидеш храбар и да ја кажеш. Пораките кои ви ги испраќам, секогаш најпрво ги смевате, потоа ги прогонувате оние кои ви ги носат, за на крајот, кога ќе откриете вистината, засрамено да ги прифатите. Бог не е во силата, тој е во вистината. Почитувани, на ваше барење, а на мое големо задоволство, вечерва со нас, авторот на книгите, најголемата вистинска тајна на светот, вистината за вечноста, Бог е жив. Почитуваниот Ниче Димовски. Ниче, повелете. Благодарам за убавите зборови. Добро вечер, Ниче. Да сте ми живи и здрави. Благодарам. Едно прекрасно цветче за вас. Многу ви благодарам, Ниче. Еве што ме удостоивте и што ми спочитувавте. Задоволството е мое затоа што секогаш се радувам кога имам прилика да гостувате. Вие сте повтор пат во мојата емисија, но не случајно, затоа што навистина гледачите го бараат тоа. Ви благодарам и на вас и на гледачите. Повелете. Будење со Јулија. Ниче, добро вечер уште еднаш големо благодарам што ме удостоивте да бидете вечерва мој гостин. Навистина ми е многу драго, се радувам. И јас исто така, верувајте. Затоа што со многу љубов доаѓам во вашата емисија, ретко излегувам на медиум. Ми причинува задоволство да бидам во вашата емисија Будење. И ќе имаме навистина што да кажеме и доста да кажеме. И еве на самиот почеток, Ниче, бидејќи веќе еднаш бевте гостин во мојата емисија, и тогаш навистина имав желба луѓето да го осознаат малку подетално нано Ниче методот и затоа малку повеќе посвети внимание на тоа. Нормално, не можевме да ја заобиколиме вашата клиничка смрт и се она што го доживеавте, за да се случат овие прекрасни книги кои што ги напишавте. И сега, вечерва, јас веќе во најавата најавив за што се ќе зборуваме, но еве најпрвин така малку би сакала, бидејќи многумина се прашуваат од каде името Ниче, си мислат дали се викате Никола, дали е некоја кратенка, дали е тоа некој уметничко име. Но еве во вашите книги може да се прочита дека името е добиено од познатиот филозоф Фридрих Ниче, кој што велеше дека рајот не постои, а нашиот Ниче вели дека рајот е тука во нас и тука на земјата. Па еве, Ниче, да кажеме малку околу тоа. Токму така, постоише еден Фридрих Ниче кој велеше дека Бог е мртов. Спротивно на тоа,
едно црковно лице, игуменија, многу чиста душа, ми рече, значи, напиши ја вистината, напиши дека Бог е жив. И всушност затоа и книгата се вика Бог е жив. За да покажеме нешто што на вистина сега науката се приближува кон една вистина, која вели дека постои некој вонтелесен ум, некој креатор, планер, создател, како што црквата милува да каже Господ Бог. Че ние патуваме кон неговите мисли секојдневно преку научните достигнувања на онаа технологија која ја осознаваме секојдневно. Ниче, знаете како, кога човек сега ве гледа вас вака, и како да не ви се случило ништо, затоа што вие изгледате навистина прекрасно, секогаш сте смирен, секогаш имате време за се, имате многу активности и луѓето во секојдневните моабети едноставно оние што слушнале, оние што нешто прочитале, велат па блазе си му на Ниче Димовски, значи, ете, тој е толку успешен, нема му поаѓа од се од рака, си пишува книги, си зборува нешто што, еве, тој го знае, ние се чудиме дали е тоа вистина, дали не. Јас, читајќи ги вашите книги, на вистина секогаш верувам во вистината во која што ја пишувате, но дали на Ниче Димовски му е баш така едноставно и лесно? Зошто луѓето не може да бидат толку сочувствителни да знаат дека кога еден човек ќе доживее состојба во која што сте биле вие, кома, и кога ќе се врати од таа кома, тој излегува како нов човек. Значи, кога ќе дојде таму кај што одат душите и кога ќе се врати, зошто луѓето очекуваат да бидеме, не знам, по некои нивни мерила, по некои нивни правила? Што е тоа, зашто луѓето се прашуваат зошто е поинаков Ниче Димовски од другите? Секој од нас е само она што е неговата внатрешна перцепција. И секој може да ме гледа онака како што тој чувствува. И тоа е природно и нормално. Некој да се воодушевува, некој можеби да се подсмева, но тешко е да се каже она што ќе го видите додека сте во еден паралелен свет во кома. На интернет може да најдете илјадници, да не речам милиони случаеви кои доживеале такво нешто, но малкумина се храбрите, кои би ја кажале вистината, затоа што на вистина да кажеш нешто за кое ние овде немаме зборови, е многу тешко, бидејќи ние размислуваме во слики. Треба нешто да видиш, но треба и другиот да го види, за да може да те разбере. И јас, независно што тоа го знам, што сум го видел, тешко е да го објаснам дека затоа што луѓето не го виделе. И затоа користам аналогија за да можам да се приближам до она што го говорам, за да го поедноставам. Ниче, еве пак, сакале или не, мора да се навратиме на комата. Кога човек ќе отиде во кома, кога ќе западне во кома, што се случува? Вие во вашата книга зборувате за душата. Душата, сите ние ја спомнуваме, но ретко кој знае каде се наоѓа, што е всушност душата. И јас би сакала, еве, оваа емисија, како Ниче Димовски ја виде душата, што е душата и што може да ни каже поопширно. Значи, за да говориме на оваа тема, ми беше потребно долги години да го напишем моето второ дело Вистината за вечноста, каде што објаснувам и претходно морав да направам сублимат на сите можни науки до кои можев да дојдам како докази. Да ги искористам тие докази за да се приближам кон најтешкото филозофско прашање. Значи, дали постои Бог, дали е тоа вистина што јас сум го видел. Откако ја објавив книгата, само по 6 месеци, двајца врвни професори, Стюарт Хемеров од Аризона и Роджер Пенроуз од Оксфорд, почесен професор, математичар, објавија една научна теорија.
Тоа беше откритие на векот, така го нарекоа. Да. Имаше нашите медиуми, тие велат дека душата постои. Се наоѓа во специјални микроцевчиња во мозокот, во овој дел кај епифизата, и по нашата смрт, значи, тие информации се одвојуваат и продолжуваат да обстојуваат во некој друг матичен свет. Интересно е што тие поддржаа мојата теорија. Да. И сврли една нова научна теорија која беше заснована на наука. Само 6 месеци по објавување на моето дело. Потоа се случи лавина од научници, професори кои веќе сврлија нивни научни теории. Би сакал за вовед да ви прочитам пред неколку дена што излезе напис од еден друг професор, вели смртта не постои, не е крај на животот. Тврди нова теорија. Многу луѓе се плашат од смртта. Веруваме во неа затоа што ни е кажано дека ќе умреме. Луѓето се поврзуваат со телото, а како што знаеме телото умира. Но според новата научна теорија на Роберт Ланц, експерт за напредна технологија, смртта не е финално случување. Еден од добро познатите аспекти на квантната физика е тоа што одредени забележувања не можат апсолутно да бидат предвидени. Наместо тоа постои низа на можни наблюдувања, секој со различна веројатност. Едно од честите објаснување е интерпретацијата на многуте светови, тврди дека секој од овие можни наблюдувања кореспондира со различен универзум, поточно мултиверзум. Новата научна теорија, наречена биоцентризам, малку ја прочисти оваа идеја. Постојат безброј универзуми и се што веројатно може да се случи, се случува во нив. Смртта не постои во вистинска смисла во ова сценарио. Сите можни универзуми постојат во исто време, без разлика на тоа што се случува во нив. Иако нашите тела се предодредени да бидат уништени, чувството на живот, кој сум јас, е всушност фонтана на енергија од 20 вати кој го контролира мозокот. Но оваа енергија не исчезнува после смртта. Една од најсигурните аксиоми на науката е дека енергијата никогаш не умира. Таа не може да биде ниту создадена, ниту уништена. И се поставува прашањето дали оваа енергија се пренесува од еден свет на друг. Судејќи според биоцентризмот, просторот и времето не се тврди објекти какви што ги сметаме. Доколку мавнеме со раката низ воздухот, доколку отстраните се, што ќе остане? Ништо. Истата работа може да се примени и со времето. Ние не можеме да видиме ништо низ коските кои го окружуваат нашиот мозок. Се што гледаме и чувствуваме, моментално е вртлок на информации кои се случуваат во нашата глава. Просторот и времето се само алатки кои ги користиме за се да поврзане. Смртта не постои во вонвременскиот и безпросторниот свет. И самиот Алберт Ајнштајн признал: мојот стар пријател го напушти овој чудесен свет пред мене. Тоа не значи ништо. Луѓето како нас знаат дека разликата помеѓу минатото, сегашноста и иднината е само тврдоглаво упорна илузија. Значи, ова го потврдува она што јас го видов и го напишав во целост во книгата. Можам да кажам искрено дека тоа е за мене една многу голема поддршка, затоа што ако науката барем не изфрлеше една нова научна теорија, ќе немав зашто да се фатам за да можам да го потврдам она што јас сум го доживеал. Да. Независно што тоа е научна теорија. На почетокот се е научна теорија, но тоа може да стане цела наука која ќе потврди дека ние сме бесмртни, дека ние после нашата смрт се одвојуваме од нашето физичко тело и продолжуваме да обстојуваме во еден друг универзум. Знаете, Ниче, кога првата емисија ја гледаа некои луѓе и ми се јавува на телефон, една жена вака ми рече: Јулија, од кога ја гледавме емисијата со Ниче Димовски, мојот сопруг, ние сме во години и секогаш се плашеше дека еве веќе времето полека ни доаѓа да се одиме од овој свет. И сега ми вели: жено, јас сум многу среќен после оваа емисија, затоа што знам дека ќе одидам на убаво место и повеќе не се плашам од смртта. Замислете колку е убаво сме успокоиле една душа повеќе дека смртта не постои. Токму така, но во овој земен живот сите тие информации за кои ние ќе говориме вечерва се на некој начин сокриени од нас луѓето. За да не би дошло токму до тоа да некој посака да помине
свесно во другиот паралелен матичен свет, како и да го наречеме, бидејќи универзумот не ни дозволува. Ние сме дел од Бога. Значи, секој од нас е една чиста душа. Да се допре душата на друго човечко суштество е како да се гази по света земја. Кога Господ го создавал светот, значи, создал се и природно и нормално е да не создал и нас. Значи, тој ги вградил карактеристиките што ги имал кај него. Љубов, среќа, емпатија. И токму и затоа, ако ние имаме емпатија, има и тој емпатија. Значи, тој сочувствува, не сака нас. Но, ние не можеме се уште да го разбереме затоа што не сме на доволно високо ниво на поимање на нештата. Но, благодарение на науката, во иднина, многу појасни секојдневно ќе ни бидат случувањата во однос на создавање на Вселената, како и што беше откритието на векот во 20-тиот век, дека Вселената е создадена во еден миг. Значи, таа има свој почеток. Научниците го потврдија тоа. Еве сега во 20-та почетокот на 21-виот век, научниците изфрлаат нова научна теорија. Значи, разговараме за квантна физика во која има допирни точки со вистината, дека душата постои, дека ние сме бесмртни. Значи, тоа е зачеток на една голема наука. Ако е тоа така, ако ние дознаеме што се случува по смртта и кои сме ние, од каде доаѓаме, зошто сме тука и каде одиме, многу поедноставно ќе го живееме животот. Значи, нема веќе да гледаме на материјалното онака како што сме гледале досега. Ќе се променат работите. Значи, секој човек во другиот ќе гледа дел од Бога. Ако дојдеме до тоа ниво да се почитуваме, бидејќи ние сме создадени од љубов, значи во секој од нас ќе гледаме љубов. А љубовта е движечката сила во овој универзум. Така се случи во Бог е жив. Додека ја читав, навистина исто ја почувствував љубовта со која што ги пишувавте и сите книги пред тоа. И имавте соговорник, еден ангел, жена, женски лик, која што се вика ангела или како што вие нарекувате дека таа е ангел, една таква чиста душа. Ниче, кажете ми, бидејќи вие бевте во тој матичен свет за кој што зборувате, како, што значи човек да отиде во тој матичен свет и оттаму овдека на земјата, вака, сега меѓу нас, да зборувате за едно такво одвојување и зборувате дека од време на време пак се одвојувате и одите во тој матичен свет. Како е тоа возможно? Како ги препознавате душите од тој матичен свет? Затоа што за ангела, вашиот соговорник во книгата, вие велите дека таа е една чиста душа од оние 7 кои што ги познавам во мојот матичен свет. Не постојат зборови со кои може да се опише длабочината и количината на она што се осознава кога се влегува таму. Значи, тоа за нас е непоимливо. Бидејќи звуците, бојата, однесувањето и едно обично его што ние овде го имаме во земниот живот, таму не постои. Значи, таму функционира се на принцип на љубов. Тоа е нешто прекрасно што јас долго време не говорев, затоа што срам ми беше да кажам дека никој од таму не се враќа. Треба да биде будала за да се врати од таму. Кога ќе почувствува таа енергија, значи таму не постои лага, таму не постои негативна мисла. Се е засновано на принцип на љубов. Таму си едно цело со сите, комуникацијата е телепатска. Се е на принцип на љубов. Тоа е енергија која ние овде тешко можеме да ја почувствуваме. Кога само мал дел би почувствувале, целиот свет ќе се промени. Целата наша планета би се променила. Значи, тоа е нешто за кое тешко може да се најде зборови. Ниче, дали кога зборувате вака за љубовта, дали се смени вашиот однос, дали, да речам,
поинаку се облюбовивте вака после сето тоа кога ви се случи? Дали сега љубовта овдека ја гледате малку поинаку отколку порано? И баш тоа препознавање на тие чисти души, затоа што целиот наш живот всушност е трагање по љубовта. Интересно е тоа што кога влегувате во тој свет, откривате дека на овој земен свет, во овој физички свет, ние немаме себе љубие. Значи, ние не се сакаме толку многу колку што таму тоа го чувствуваме. Замислете, јас, кога се вратив, бев толку разочаран кога ги отворив очите после 7 дена кома, затоа што тој свет беше многу пореален од оне кога јас ги отворив очите во болница и над мене кога беа неколку доктори и мојот пријател Ристо. Но чувството за живот буди нешто ново. Одеднаш сите тие информации што вие ги имате, количината и длабочината на информациите што сте ги земале од таму, едноставно сакате да ги испробате во овој свет, во овој физички свет. Сте сакале да останете таму, но одеднаш започнувате да се борите за да докажете дека можете да го излекувате физичкото тело и да преживеете. Да. Се случи една многу силна борба помеѓу физичкото тело и душата. Она што душата моја го направи, значи го излекува физичкото тело за 2 недели. Во таа болница останав како медицински феномен. Болницата во Дизелдорф, во Августа, Кранки хаус. Значи, луѓето беа едноставно шокирани од она што го видеа. Се случи многу брза регенерација на моето тело. Станав, оздравев и се вратив во Македонија затоа што реков, ако треба да умрам, ќе умрам во Македонија. Од секогаш сакав мојата земја и се вратив во Македонија за да ја кажам вистината, едноставно како да ми стигна порака. Стани, врати се во Македонија и кажи ја вистината. И тоа се случи нешто многу чудно. Со години не сакав да ја кажам вистината, поточно да ја напишам. По 3 години, како некој да ме предупреди, ми кажува, значи можам се да сторам и ти ќе останеш жив. И се случи да јас паднам од 42 метра. Ме се обраа буквално во чаршав, ме склопија на некој начин. Да. Целиот со штрафови, кажа дека нема да проодам. На 65-тиот ден станав и проодев. И повторно оној човечки инат, затоа што не сакаш да кажеш нешто што си видел. Може би, бидејќи ние луѓето не сакаме другите да гледаат чудно на нас, да ни се подсмеваат. Не сакаме да бидеме она што сме. Бидејќи има фирма, има висок општествен статус и нема потреба јас да зборувам за нешто за кое би оставило енигма и би било на некој начин подсмев за оние што не го разбираат. Од тој настан после 10 години се случи нешто уште пострашно. Значи, дојдов во момент кај што не можев да се хранам 52 дена, пиев само вода, бев во болницата во Хамбург. Тоа што ми ја фати сепса и во еден миг, значи ја слушнав на интернет една песна, штраковите повторно ќе се вратат и во тие зборови препознав нешто многу моќно. Значи, како некој да каже, ќе оздравиш, стани, врати се, напиши ја вистината и кажи му ја на светот. И токму затоа вие она што го кажувате, што во најавата што го прочитавте. Значи, кога јас велам, ќе ми се подсмеваат непријателите и неверниците. А Бог вели, значи, кажи ја вистината затоа што Бог не е во силата, Бог е во вистината. И затоа ја напишав вистината за вечноста во 2012
А минатата година 2013 ја објавив Бог е жив и ја објавив целата вистина во однос на она што се случувало во матичниот свет и комуникацијата со тој божествен ум, со таа креација, со тој Бог, со Исус Христос. Значи, целиот разговор, целата комуникација е објавена во тие две книги. Будење со Јулија. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Почитувани пријатели, вечерва морав да ја направам ова вечер на вистина да биде посебна. Знаете зошто? Затоа што нормално со нас е големиот Ниче Димовски. Ниче Димовски, кој што не плени со својот пишан збор, со својата убава мисла, преполна со љубов. Тој е влюбеник во се што е убаво, од се што зрачи љубов. И затоа Ниче е голем љубеник и во музиката нормално. За оваа прилика, јас на вистина поканив една прекрасна гостинка, која што мислам дека ќе биде баш како што треба да не удостои и да ни донесе на вистина она што треба, една свежина и љубов, пред се љубов. Добро вечер за Маја. Со нас е Маја Станковиќ, инаку Маја Стојановиќ. Маја, така, извини. Маја, на вистина ти благодарам што дојде. Еве, овдека е Ниче, вие се запознавте. Ниче, имавте прилика да ја видите Маја. На вистина една прекрасна дама, така? Да. И на вистина со Маја сакавме вечерва, Ниче да ја направиме ова вечер многу посебна. Маја исто е влюбеник во вашиот пишан збор
И јас би сакала Маја така е скромна, но Маја, да кажеме дека ти си помакедончана, во Македонија инаку доаѓаш од соседна Србија, доаѓаш од Нови Сад и еве малку представи ни се што работиш во нашата убава татковина која сега е и твоја. Па, чест ми е, Јулија, прво што сум во вашата емисија. Јас malo ќе зборувам македонски со српски, свари више српски со македонски. Нема проблем, Маја, те разбирам. И заиста чест ми е што сум тука и што делим овоја емисија со господином Ничеом. Заиста чест ми е што ќе присуствувам вашој емисiji и да кажем тука сум да ја не зборувам многу, ја увек што зборувам преку музика, така да и тој правим, свирам доста, работим во музичко училиште. Така. И сакам да споделувам со сите кои сакат емоcije. Ето, сакам сега да заиста ти и ја да направимо ову голему чест за Ничеа. И мислим да ćemo успети у томе, пошто ја тебе почнем страшно као уметника. Маја, многу ти благодарам, душа. Ти си толку сладка со твојот помакедончен српски јазик. Не ли, Ниче? Беше толку сладка. Маја, еве за гледачите наши, бидејќи ете за прв пат ќе те запознаат јавно, инаку ти навистина се движиш во нашите кругови, музицираш и кажи ни во кое училиште предаваш? Предавам во Пијанофорте, музичко училиште. И тука сум веќе 3 години. Да. Меѓутоа, најмногу што сакам и тоа е што ја се да свирам. И затоа се трудим и на магистратура сам на факултет тука во Скопје. И ќе видиме како путеви ќе ми се отворен. Маја е виртуоз на пијано. Штета што не можевме да донесеме пијано, затоа што ова што сакаме да ви го приредиме вас вечерва, Маја кога свири на пијано, тоа е маестрално. Тоа е маестрално. Ниче, еве јас вака си ја донесов Маја, но значи поводот е бидејќи си ти гостин и кога Ниче Димовски е гостин, јас специјално се спремам затоа што знам дека таква една личност мора да се удостои. Еве сега ја земав Бог е жив, каде што има еден многу убав пасус и кој што ќе им одгатне на гледачите зошто вечерва решивме со Маја да направиме едно вакво мало изненадување за вас. Значи мора да објаснам за гледачите дека тоа што ќе го прочитате Така. е во последните мигови на мојата предсмртна состојба, бидејќи 52 дена само пие вода, бе во болница, имав сепса, значи телото се распајаше и едноставно размислував дали да поминам во еден друг паралелен свет кој јас го нарекувам матичен или да останам во овој физички свет. Тоа што ќе прочитате да може да им биде јасно на гледачите. Така, Ниче. Јас на вистина при секое читање, бидејќи сочувствувам со тоа што е напишано, секогаш помалку реагирам и се вознемирувам, па така и овој пат ќе ми простат гледачите. Еве ќе прочитам. Тогаш се случи нешто многу чудно. Мојата сопруга ми пронајде една мелодија со која мислеше дека ќе ме развесели. Искрено, тоа била многу популарна песна, но јас за прв пат тогаш ја слушнав и целиот се внесов во текстот. Зборовите беа толку моќни, што навистина ми побудија силни емоции. Веќе при крај на песната почнав да липам, не можејќи да земам воздух. Не можев да верувам дека ми течат солзи и липам. Се гушам во нив и не можев да ги сопрам. За прв пат во животот вистински и искрено плачев, бидејќи знаев низ какво искушение треба да поминам. Можев да направам измени на следните случувања, но во зборовите на песната препознав порака која велеше дека морам да поминам низ сите следни искушенија за да соберам храброст да кажам што видов, почувствував и доживеав кога бев во кома
1997 година. Во тие моменти одлучив храбро да ја кажам вистината. Епа Ниче, затоа сме и вечерва, еве, откако започна емисијата зборуваме за вистината. И навистина кога вака човек чита на вашите оголготини животот, едноставно не може да остане равнодушен, но среќа, ќе речем, Ниче Димовски е здрав, жив, полетен и како што треба. И затоа вечерма сме овде и да пееме, Ниче. И да испееме песната која што те разбуди, која што ти даде мотив да ја напишеш Бог е жив. Да, токму така. Да ја напишам вистината за вечноста, затоа што таму за прв пат ја обелодени вистината. Кажав што видов. Значи, ова случување беше во 2010 година, 13 години по мојата клиничка смрт, а веќе во 2012 ја објавив вистината за вечноста и таму за прв пат објавив што видов. Значи ми треба 15 години за да можам да ги сублимирам сите можни науки, за да се приближам кон најтешкото филозофско прашање. Дали во Вселената постои некој бестелесен ум, некој создател, креатор, планер или Господ, Бог, како што го нарекува црквата? А собрав многу докази. 5000 докази. Бог е жив, Ниче. Бог е жив. Ајде сега, Маја, ние да го направиме изненадувањето. Не е веќе изненадување, Ниче веќе знае, но да се потрудиме, да отсвириме, да пееме тешко. Мене, Маја, јас малку, еве вака морам да признам дека вечерва имам трема кога е Ниче тука и кога морам и да водам и да пеам, но Ниче ќе се потрудам, нема да ми замерите. Ке пееме и ние така да слободно. Јас ќе делим трему со тебе, така. Будење со Јулија. Više ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova ulica, još će vatra mojih zenica, što je pala tu po telu tom, sijati u srcu mom. I možda mi nikada nećemo ni svratiti, ali i posle nas rode će se opet vratiti. Anđele, anđele, zora brzo će da osvane, ne valja da posle ljubavi suza drugom ostane. Ljubi i ne plači, neka sreća bar zamiriše, jer za samo ovu jednu noć ima svoje najviše. Nova ulica, još će vatra tvojih zenica,
sjati u srcu mom. I možda mi nikada nećemo ni svratiti, ali i posle nas rode će se opet vratiti. Anđele, anđele, zora brzo će da osvane, ne valja da posle ljubavi suza drugom ostane. Ljubi i ne plači, neka sreća bar zamiriše, jer za samo ovu jednu noć ima svoje najviše. Браво. И за Јулија и за Маја. Одлично. Одлично. Будење со Јулија. И еве за крај, Маја, да ти се заблагодарам што вечерва беше наша гостинка, што не удостои мене и Ниче. И би сакала да те прашам, бидејќи ти компонираш песни и за на крај ќе те слушнеме уште со една композиција, да кажеме што ќе биде тоа, Маја? Kompozicija se vika More. Да. I slikava jedan talas osjećanja. Što svaka ljudska duša ima vo sebe. I svega je samo prašanje kako ko ispoljava ta osjećanja. Так. Ja ispoljavam kroz muziku, pa така и ќе се представим со ова композиција вечерва. И фала На вистина композицијата е прекрасна. Ти си една таква чувствителна и таква сладка особа и не плени вечерва, да знаеш, и двајцата со Ниче сме ти многу благодарни. Прекрасна душа. Што дојде, ти посакува Маја се најубаво и се надевам дека повторно ќе бидеш гост во нашето заедничко будење. Фала на вас многу. Будење со Јулија. Ниче, значи душата, еве да лоцираме, каде се наоѓа, и покрај тоа што прочитавте, затоа што за некој навистина ќе биде баш онака децидно, каде се наоѓа душата на човекот? Каде се наоѓа нашата душа? Значи, душата, според научниците, она што го тврдат, се наоѓа во мозокот, во епифизата, и таа е сместена во микроцевчиња. Значи, тоа се квантни честички што ги имаат меморирано сите информации во текот на целиот наш живот. Од нашето раѓање до нашата смрт и од претходни животи. Се што имаме информации се тука, значи, на некој начин во нашата, она што го имаме во нашата подсвест, во оние 95% од мозокот, Да. значи ги имаме во душата. Затоа има пишувано во првото дело. Сега да не објаснам дека мозокот се дели на свест и подсвест, ние користиме Нема само до таму 5%. да одиме. Значи, душата се наоѓа во мозокот. Еве сега, зашто ве прашувам тоа? Ве прашувам заради тоа што кај луѓето се уште се во некоја недоумица и секој кога зборува за душата, бидејќи и понекој бати моите гости ги прашувам. И сите ние знаеме кога ќе речеме дека ете вака народски кажано ме боли душата, се паќаме за срцето, секогаш живеам, душата ме боли, нели? Така е, Никој не помислил дека душата е во мозокот. И јас навистина би сакала некогаш да кажеме, затоа што нашите всушност и вие во вашите книги зборувате, емоцијата е таа која што е многу силна и која што навистина прави се и љубовта со емоција е баш таа вистинската љубов, нели? Кога зборуваме за срцето, значи секогаш мислиме дека душата е во срцето. Каква е поврзаноста на мозокот со срцето? Зошто луѓето мислат дека душата е во срцето? Што е срцето, што е мозокот?
Луѓето мислат дека душата е во срцето затоа што емоциите допираат до срцето. Кога се возбудуваме, тоа нормално чука побрзо, значи ни одат пеперутки во стомакот или што и да е, значи се оди преку срцето во овој физички свет. Значи, она што е душата во тој матичен свет, значи сите информации остануваат таму, тоа е срцето во овој физички свет. Значи, ние чувствата на емоциите ги примаме преку срцето. Значи, тоа ги чувствува благодарение на мозокот, не на душата. Значи, мозокот е душата, друго е мозокот. И ние кога умираме, кога душата го напушта телото, значи срцето останува во овој физички свет, тоа е само згусната материја. Значи, тоа е душата во физичкиот свет, но не и во матичниот. Значи, многу голема разлика, но имаат секој на свој начин имаат улога во физичкиот и во духовниот свет, во оној матичен свет, во еден друг паралелен свет. Така. Значи, сите информации остануваат, на се што сме доживеале остануваат во душата. И ние се сеќаваме кога ќе умреме, кога го гледаме телото, одвоени сме во телото. Ние ги имаме сите информации во целост, од нашето раѓање, од кога сме почнале да осознаваме до нашата смрт. Се што помниме останува во душата. Тоа не се случува со срцето. Значи, тоа е многу голема разлика. Значи, срцето има моќ само да чувствува додека сме во физичкиот свет, во овој свет. И тука завршува неговата улога. Тоа едноставно си ја враќа првобитната состојба како материја, а душата заминува во... Но преку срцето ги чувствуваме сите емоции, Миче. Токму така. И вие и сами одвелите во вашите книги дека се што побаравте од универзумот, се што привлековте да ви се случува, привлековте со една силна емоција. Дали е тоа позитивно или негативно, значи емоцијата беше таа примерна која што го привлекуваше се она што ви се случи. И тоа е така, навистина, ако немаме јаки емоции, ако сме равнодушни, нашиот живот некако е млак, нели се движи по некоја, да речеме така, пасивна некоја линија. Ете, би сака, вие имавте и прекрасен духовен водич за кој што зборувате, вашата тетка Милка, која што едноставно многу ве упати на тој пат. Но кажете ми, каква е, бидејќи луѓето не можат да ги разграничат некои работи, а во вашите книги го опишува, ја затоа сакам да почнат да ги читат што помасовно и покрај тоа што знам дека многу се читаат книгите, но би сакала уште повеќе. Која е примерна емоција, емоциите, како такви да ги разграничиме и што можеме да привлечеме со таквите емоции? Че мора да знаеме дека ние привлекуваме се што ни се случува во нашиот живот е предизвикано од нашата внатрешност, поточно од нашите мисли. Се она што сме привлекле во нашиот живот сме повикале преку две основни емоции, страв и љубов. Значи, кога ќе се исплашиме, ние тоа го повикуваме бидејќи ние размислуваме во слики и се што ќе видиме, што би можело да се случи, ние тоа го повикуваме. Истиот начин е и преку љубовта. Кога имате љубов за нешто, значи огромна љубов, вие тогаш го повикувате тоа и тоа доаѓа со огромна брзина кон вас и тоа се случува. Зошто е тоа така? Значи, зошто со страв и со љубов? Бидејќи ние сме 80% вода, ние сме вибрација, се во просторот е вибрација. Значи, ние кога вибрираме на одредена фреквенција, значи, ние правиме линк со универзумот и го повикуваме она што го сакаме. Луѓето уште не се свесни колкава е нашата моќ. Значи, нашата моќ е неограничена. Токму и тоа сакам да го пренесам преку книгите. Многумина што пробале едноставно се изненадени како може на толку едноставен начин да добијат се што ќе посакаат. Затоа што ние сме свесни битија. Значи, ние можеме да добиеме се што ќе посакаме на било кое поле, дали се работи за љубов, финанси, работно место, значи нема ограничување. Значи, Ниче, мислата како првична со емоција. Сега зависи дали емоцијата ќе биде од љубов или ќе биде страв. Токму така. Која е побрза, стравот или љубовта? Па скоро да се подеднакво
исти во зависност од тоа каде вие ќе се фокусирате. Значи, ако премногу се исплашите од нешто, тоа ви се случува. На многумина од нашите гледачи им се има случајно кога ќе се исплашат од нешто, да погледат слики од тој настан случка, дали ќе падна, дали нешто ќе им се скрши дома, дали ќе направат сообраќајка, и во истиот миг или за неколку мига тоа да се потполно истото да се случи, бидејќи тие го повикале тоа. Значи, исто како подсвеста и универзумот, значи, тој не го интересира зошто ти тоа го бараш. Дали сакаш да бидеш богат или сиромак, дали да сакаш да бидеш работник или директор, или било што во споредба со поларитет на плюс и минус. Значи, се што сакаш ти можеш да бидеш, но важни се твоите мисли. Значи, доаѓаме до заклучок дека најмокреното нешто во универзумот е мислата. Така. Ниче, значи, исто така морам да нагласам, бидејќи многумина се прашуваат како сте така успешен, секој си прави, нели, своја слика, секој своји мисли, но во вашите книги многу јасно пишува и го ценам тоа што на вистина се чувствува таа ваша искреност. Значи, просто на дланка да ја излеете својата душа и да кажете низ текот на годините како се случувало низ тие голготи, да кажам, од болестите, но и вашата успешност како човек, тоа е нешто многу важно, затоа што луѓето денеска, гледајќи го вака Ниче Димовски и трагајќи постојано по материјалното, се поставуваат во главата едно прашање кое што гласи вака: како да бидам богат како Ниче Димовски? Како да бидам успешен како Ниче Димовски? На Ниче Димовски му е лесно, има таков бизнис, има ваков бизнис и сега пишува книги. А во книгите пишува се што тие сака да дознаат. Само тешко им е да ги прочитаат. Да, тешко им е да прочитаат, значи убаво прашање, но морам да кажам нешто што никогаш не сум го кажал. Значи, од 13 години работам сам, се школувам, поминав многу земји, 50-тина, работев многу професии, 30-тина професии. Секогаш добивав се што ќе посакам благодарение на онаа техника, значи нано-ниче метод која користам. Кратко, значи, тоа е поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Ограничување не постоја на ниедно поле. Но еве се првпат да кажам во една емисија, кај вас многу ве почитувам и вашата телевизија и гледачите, знам која таргет група го гледа ова. За мене никогаш не говорам, но можам да кажам, секогаш сум бил скромен. Дома ми велат: ти може да возиш и Ферари. Ја викам: зошто? Јас никогаш не сум купил нова кола. Никогаш не сум се правил нешто што не сум. Мене тоа не ме воодушевувало. Значи, материјалното нема никаква моќ врз мојот ум. Тоа е толку небитно. Бидејќи јас го почувствував тоа. Значи, кога умирав, 97 година поточно, кога се пробудив од кома, и така ја започнувам книгата, напиша во книгата, си реков. Значи, чувствував дека умирам. Сонцето заоѓаше од мојата десна страна и си велев: ова е последниот ден од моето постоење. Сите пари на светот да ги имам, не само моите, значи сите на светот да ги имам, утрешниот ден нема да можам да го купам. Тогаш сватив дека материјалното нема никаква моќ. Значи, парите се само нешто на кое ние им даваме важност. И не само парите. И сето она што ние му даваме важност. Да. Значи, колку поголема е важноста на она што му го даваме, во нашиот ум, тоа го ставаме на се повисоко место и го ставаме на пиедестал. Верувајте, ако наскоро науката го докаже она за кое ние говориме, ние ќе ги откриеме мислите на Креаторот. Сите ќе сватат дека материјалното нема никаква моќ. Доволно е само да имате за еден нормален живот и тие околу вас да ги гледате среќни. Што ако некој е богат, а сите околу него се сиромашни и несреќни? Тоа не е среќа. Така. Ниче, вашата моќ
за визуализација исто така е многу важна. Значи, многу од луѓето не знаат или ја изгубиле љубовта во себе и кога замислуваат некои работи, јас бар така мислам, не може да ги извизуализираат за кое што вие зборувате. Значи да ги извизуализираат со љубов, кога нешто посакуваат, кога ја прават таа визуализација со љубов и тоа го привлекуваат и тоа им се случува. Но најверојатно луѓето изгубени по тоа материјално трагање заборават на тоа, а тоа е многу еден важен момент, способноста за визуализација. Еве и вака преку малите екрани да им кажеме што всушност значи визуализацијата на нештата. Значи мора секој да свати дека кога трчаме по работите бегаат од нас. Ви се случило нешто, вазна или цвеќе или било што дома, едно шише вино, сакате да го чувате и мислите да не ви се скрши, тоа ќе падне, ќе се скрши. Му се случило некој да трча многу по некоја девојка и едноставно девојката се ослободува од него. Или спротивно. Значи кога трчаме по работите бегаат од нас. Многумина што го користат законот за привлечност, тие трчаат по работите. Да речеме, некој сака да има материјално и тој постојано размислува на тоа. Спротивно на него, некој што исто така сака материјално, тој е среќен со тоа што го има во сопствениот џеп, она што го поседува. И тој кога визуализира на многу едноставен начин со љубов. И тој се заблагодарува на Вселената. Најбитното нешто е да се заблагодариме на Вселената за она што го имаме, дали на Вселената, на Бога или на самите себе си. Значи, ние треба да се заблагодариме. Да речеме, ти благодарам Господе за се она што ми го даде. Ти благодарам Господе за успесите што ми ги даде. А луѓето трчаат. Господе, дај ми пари. Не, Господ не дава пари. Значи, Господ нема време и нема тефтери за добри и лоши работи, па да го губи времето поединечно за секој од нас. Тој се вградил во целиот тој систем, во секој еден човек. И во зависност на нашата моќ, колку ќе успееме да допреме во комуникација со таа универзална интелигенција, со тој бестелесен ум, толку ќе биде нашата моќ поголема за да добиеме. Но, запомнете, со благодарност. Луѓето треба да се заблагодаруваат. Да речеме за здравието. Некој кога е болен, независно што е болен, значи тој треба својот ум да го излаже со едноставна реченица: ти благодарам Господе за здравието што ми го даваш. Тогаш неговата подсвест ќе ги направи сите можни комбинации да го создаде најмоќниот лек да елиминира неговата болест, дури и да е најтешка, затоа што ние, секој од нас во нашиот ум ја носиме најмоќната фармацевтска фабрика. Затоа и се случуваат чуда. Се извинувам, имате една формулација, го излежав умот. Баш и тоа да го објасниме кога сме веќе тука. Значи, и поради тоа што нели има многу луѓе кои што се и болни и сакат да имаат добро здравје. Како најлесно да се излеже умот во такви моменти за да човек се врати во добра состојба? Во науката и во медицината, значи се потврдува дека постои плацебо ефект. Плацебо ефект кога некој ќе ви даде таблета или вода или било што и ќе ви каже дека тоа ќе ви излекува вашата болест, дури и да е најтешка. Ако вие му поверувате со огромен процент, значи тој со таа сугестија ќе влијае на вас, а вие преку вашата автосугестија ќе направите чудо. Значи ќе се излекувате. Во еден миг, додека јас бев во предсмртна состојба, успеав да направам плацебо самиот на себе, значи го излажам сопствениот ум. Тоа е нешто што мене лично ме воодушеви, затоа што плацебо ефект да направиш сам на себе е многу тешко. Да, на друг може и тоа е секојдневна работа. Но плацебо да направиш на сопствениот ум значи да го излажеш сопствениот мозок. Јас не можев да мрдам, ни малиот прст не можев да го помрдам. Значи јас се убедив дека сум силен, дека ќе станам, дека сум моќен. Значи започнав во тие 7 дена да го манипулирам мојот мозок преку слики, бидејќи ние размислуваме во слики. Се што говориме сега, значи гледачите го прифаќаат како слики, секој збор, секоја буква од она што го говорам. И да кажам, да речеме, една буква
или да кажам каде се наоѓа континентот Америка, им излегува слика пред очите и гледаат каде е Америка. Ако им кажам лимон, започнуваат нивните жлезди да лачат, затоа што мозокот не можете да го излажете. Тој секогаш живее во сегашно време. За мозокот не постои минато и идно време. И токму затоа, ако некој ви каже јадете лимон и ви повтори 3 пати, во вашиот ум излегува слика од лимон и жлездите нормално да почнат да ви лачат. Затоа што мозокот не можеме да го излажеме. Со плацебо уште помалце, но благодарение на тоа што имав претходно, значи вежбано, тренирано со медитации, со астрални проекции, успеав да го излажам собствениот мозок и на некој начин така се вратив во физичкиот свет. Значи останав тука и затоа сега сум тука. Ниче, еве вака и во книгите се добива впечаток дека можете да се одвоите и да се отидете во матичниот свет кога сакате. Еве кажете, ќе биде интересно за гледачите, што се тоа астрални одвојувања, астрални проекции? Како еден човек, седејќи си вака на столица или во фотелја, може да се одвои и одеднаш да се најде во друг свет? Значи, после мојата клиничка смрт, јас доживеав 2 астрални проекции и она што го кажувавме во претходната емисија, што е нешто скоро и неможно, присуствував на својот погреб. Многу од научниците тврдеа дека тоа е така, јас им кажав дека јас лично не верувам, бидејќи морам да признам. Претходно не бев и некој теист, повеќе бев атеист него што бев верник. Но науката кажуваше нешто друго. Проверувајќи и поврзувајќи ги сите информации кои јас сум ги видел во моментот на тој погреб, тоа се поклопи дека на вистина е така. Потоа двете астрални проекции за кои пишувам во вистината за вечноста потврдија дека мојата душа е вратена во еден дел, во еден период назад и ги видела токму тие настани што се случувале. Тоа значи дека ние, секој од нас поседува душа и преку неа со астрална проекција ние можеме да се вратиме во минатото и да видиме одредени настани. Не можеме во иднината, затоа што иднината сами ја креираме. Не постои судбина сама по себе или карма. Значи иднината ја креираме ние, во зависност од како сакаме, какви се мислите во индивидуалната свест или во колективната свест, тоа и ни се случува. Но затоа ни е дадено правото да можеме со астрална проекција да присуствуваме на одредени настани. Значи може да присуствувате на настан кој, да речеме некој атентат или некое убиство. Да. Има многу такви случаеви на интернет, ги користат службите, значи FBI, CIA, одредени убиства кои што не можат да најдат допирна точка, последат луѓе кои ги нарекуваат, значи луѓе во 4-то ниво кои можат да видат одреден настан на кој не присуствувало никој. Да. Значи едно убиство, кај што не се знае убиецот, кој е, како е направено убиството, дури не може да го пронајдат и лешот. Тогаш повикуваат од тие луѓе и тие луѓе присуствуваат астрално на настанот. Значи тие го гледаат, само доволно да ги затворат очите, значи се концентрираат да го одвојат нивниот дел од душата, астралниот, и да присуствуваат на настанот. Имаше сега случај еден пред 10 години поминати од убиството и го носат човекот, значи му даваат само слика од убиениот, затоа што не може да го најдат. И тој им кажува каде се наоѓа телото и каде е извршено убиството. И им вели, покрај река има мост, на тој дел го наоѓаат местото и оди тамо. И тој го гледа настанот точно што се случува. Како тој го убива со нож и каде го носи телото. Го пронајдува телото, а потоа направија фоторобот на убиецот. Значи, вакви случаи има многу. Така. И тоа е многу, ќе биде многу нормално во иднина, затоа што ние поминуваме на едно друго ниво на свесност. Во моментов ние немаме моќ на поимање. И секој може да каже што говори овој.
но попаметните ќе отворат на интернет и ќе видат дека овој, Ниче Димовски и Јулија разговараат за нешто што е покриено со наука, нешто што е веќе нормално во одредени делови на светот и кај одредени луѓе. Така. Значи, ние можеме да присуствуваме на атентати. Можеме да присуствуваме на атентатот на Борис Трајковски и да видиме што се вие, случило. кога веќе го спомнавте, вие лично го познававте. Да, Председателот Борис Трајковски, бидејќи од книгите можам да видам дека навистина се ја познававте таа благородна душа за која што пишувате исто така. многу благородна душа. Значи, тоа беше многу чиста душа, човек кој долги години бевме другари, пријатели и на кого можам да ви кажам дека прв пат 97 година по мојата клиничка смрт прв пат му кажав токму нему. Му го раскажав настанот и она што се случуваше во тој паралелен свет со Исус Христос. Значи, она што јас го видов и што присуствува, бидејќи тој беше голем верник. Да. И може само некој што е верник да ви поверува во такво нешто. И тогаш што ми донесе една книга, и јас бев изненаден што пишуваше во таа книга. Значи, што ќе ни се случи по смртта од Александар Донски, во книгата беше напишано потполно истото што јас сум го доживеал од стотици луѓе во Македонија кои го доживеале истото дека биле во клиничка смрт. Значи, ние потполно истото го доживуваме. Сите кои успеваат да се вратат после доживување на клиничка смрт. Значи, сите го гледаат потполно истото според настаните. Значи, на почетокот еден тунел, движење со огромна брзина, светлина, присуство на убав простор, комуникација со тие безтелесни души, свесен си дека си умрен, а потполно ги имаш вие го сите видовте информации. Исус Христос. Дали го видовте Отецот? Дали имавте сознание? Значи, Дали имавте сознание такво? Какво е тоа чувство? Ете, вие стасавте пред портите на Спасителот наш Исус Христос и го видовте. Дали имавте сознание што после тоа? Каде е Отецот? Што е? Морам да објаснам, значи, многу интересно зошто нас тоа ни се случува. Ние ги носиме информациите во душата, во она што ги викаме микроцевчиња, информациите од сликите и настаните. Значи, јас ве памтам вас според овој лик. И кога ве гледам во тој матичен свет, значи јас го гледам тој лик. Токму затоа, гледајќи ги иконите, фреските, значи јас сум го видел Исус и прашувајќи ги дали си ти тоа што јас го мислам. И тој ми вели да, јас сум тоа што ти сакаш да го видиш. Дали ме сваќате? Значи, ние го гледаме она што ние сакаме да го видиме. Значи, јас го видов онака како што тој е на фреските, целата комуникација беше телепатски. Интересно е тоа што од левата страна заоѓаше сонце, а потоа ми објаснеа на ученици дека тоа всушност не било сонце. Тоа е значи универзалната интелигенција на некој начин, значи таткото на Исус Христос, вистинскиот Бог. Значи тој нема лик. Тоа е само чиста енергија, многу јака светлина како сонцето во која може да гледате. Тоа е нешто што ве воодушевува. Се чудите како може да биде толку моќно, светло, а вие можете да гледате во него и не постои лик. Тоа е само една енергија. Затоа што, можеби, затоа што никој не го видел. Кога некој ќе покаже лик од таа универзална интелигенција, ние ќе го меморираме тоа во нашата подсвест. И ние ќе го понесеме кога ќе умреме како информација, како слика. Да. И тогаш ние ќе го видиме онака како што некој ни го кажал. И токму затоа сите луѓе кога умираат од различни религии, независно од која религија, секој верник го гледа својот Бог. Ние, христијаните, православните, католиците го гледаме Исус, будистите го гледаат Буда, муслиманите го гледаат Аллах, ескимите го гледаат нивниот Бог. Значи, таа информација што останала во мозокот како информација во слика, тоа го има многу едноставно објаснето во Ниче, со вас може да се зборува на вистина многу, но нашето време истекува и ќе мораме да ја превршиме емисијата кога сме веќе тука кај Бог и кај универзалната енергија и кај тој совршен систем. Вие вака велите, каков совршен систем е искреиран од совршен ум, умот на универзалната интелигенција. Во системот
налага да бидат сите исти, но само оние кои ќе исчистат својата душа од негативни мисли, ќе загосподарат со љубовта, трпението и добрината и ќе имаат пристап до спознанието и ќе им се даде. Значи, докажувањето или побивањето за постоењето на некоја суперинтелигенција, на некој креатор, на некој Бог е повеќе од комплексна работа. И токму затоа во книгата Бог е жив велам: сепак колку и да знаеме што е Бог, никогаш во целост нема да можеме да дознаеме што е Бог. Значи, никој во целост не може да знае што е Бог. Затоа што ние само комуницираме со таа универзална интелигенција. Да. Од секој што се случувало, но сега тоа ќе се случува се повеќе бидејќи научно одиме. И ние веруваме во она што науката го потврдува. Кога еден тоа ќе го каже и кога науката ќе го потврди, се случува нешто во колективната свест, се случува оној збор кој го носи вашата емисија, будење. И токму затоа велам, некој ќе се пробуди денес, некој по 1 година, некој по 10, некој никогаш. Ќе се роди заспан и ќе умре заспан. Нас ни е дадено правото да учиме од нашите искушенија, од се она што се случило. И токму и затоа јас ги напишав книгите. Едноставно чувствував дека е себично, ако јас открив нешто, ако дознав, да не го кажам тоа. Значи, како некој да ти вели, напиши го. Независно кој што ќе мисли. Значи, кажи го на светот. А замислете, откако го кажав, науката застана позади мојата теорија. Да. Тоа е фасцинантно. Просто да не ви се верува како некој да ги мести коцките, за да може да ви направи пат до вистината. А како што знаете, вистината е вечна и непроменлива. Така. Ниче. Значи, ќе мораме да завршиме емисијата, нашето време веќе истече. Само сакам за крај да ви кажам, веќе не се плашите од смртта? Не, значи, скоро сите кои доживеале клиничка смрт, кои го виделе тој паралелен свет, значи не се плашат од смртта. Јас и кога паѓав од 42 метра, тоа го пишувам нели во книгата, велам, мене ништо нема да се случи, ќе останам жив, затоа што некој вели, ќе паднеш, ќе останеш жив. Сега независно што ме собраа во чаршаф, ама јас сепак останав жив и еве овде сум. Така. Значи, некој може да падне и од 1 метро и да загине. Значи, стравот, кога ќе се ослободите од смртта, веќе на друг начин гледате на животот. Всушност, смртта и не постои. Ајнштајн неслучајно кажал, единствено мртовецот нема што да изгуби. Нема што да изгуби. Тој уште во тоа време, значи, кажал работи и Ајнштајн и Никола Тесла кои се непоимливи за нас, кога немало електронски микроскоп. Значи, тој бил свесен дека ние поминуваме во еден друг паралелен свет, бидејќи според биоцентризмот сите универзуми постојат истовремено. Само што овде е клеточен свет, каде што движењето се случува 3 метри во секунда, а тој е молекуларен свет, кај што е 300 метри во секунда, и електронски свет, кај што е со брзина на светлината 300.000 км во секунда и многу повеќе. Значи, световите се различни, а тие обстојуваат во исто време. Значи, во мигов додека ние разговараме, тој обстојува, но таму брзината е многу поголема, случувањата, бидејќи таму постојат безтелесни души, умови, кои едноставно функционираат како и ние сега што функционираме. Но тоа е многу чудно. Луѓето кога гледаат најчесто и оние кои не слушнале, не виделе, ќе си речат што зборува овој човек, но повторно ќе кажам, нека отворат на интернет, има многу работи. Ниче и многумина така ми велат и мене понекогаш. Јулија, знае ли што зборува Ниче? Да, точно така. Дали си нормална? Зошто го викаш во емисија? Зошто го викаш Ниче во емисии? Дајме да се насмееме малку за крај. Ниче, еве ќе сакате ли да ми ги подадете книгите, за да им кажеме на нашите гледачи, еве вака изгледа Бог е жив,
почитувани, најголемата вистинска тајна и вечерва ќе отидат во рацете на наши верни гледачи, затоа што Таа е издадена и во Америка. Да, затоа што Ниче на вистина постои голем интерес за вашите книги. И јас многу благодарам што ме удостои што ги донесе. Ова е, значи, еве, овој малечкиот прирачник за Нано Ниче методот. И овдека е и стрипот Александар Македонски, еве да го покажеме. Значи, внатре се автентично, исто како да учите историја. Значи, ороними, хидроними, топоними, личности во тој стрип. Ниче, дали сте среќен човек? Среќата е релативна работа. Значи, среќата е патот по кој се движиме до среќата. Да речеме, сакате да купите кола, вие купувате колата и тоа завршува. Потоа сакате нешто друго или да најдете работа. Значи, сите сме среќни, но некој тоа ќе го открие денес, гледајќи оваа емисија, некој подоцна, а некој, како што кажав, никогаш. Значи, нашата внатрешност е среќа. Ако ние внатре сме среќни, ако имаме љуби, ако се сакаме самите себе си, тогаш сме среќни и можеме од таа љубов да дадеме и на другите. Не може да даде љубов некој што не е внатрешно среќен. Значи, мораме да бидеме прво ние среќни, да се засакаме самите себе си. Тоа не е егоистична работа како некој што мислат. Значи, среќата е релативна работа која зависи само од нашата внатрешност. Ниче, да ви се заблагодарам уште еднаш вечерва што ме удостоивте и што бевте мој гостин. Поздравете ви ги дома вашите три прекрасни дечиња, вашата сопруга. Благодарам. Ви посакувам се најубаво. И што да ви кажам, ќе мораме серијалот со Ниче Димовски да го продолжиме, сакале или не, бидејќи никогаш не можеме да кажеме се. Неисцрпни се темите. Многу малку кажавме, но толку дозволува времето, мислам дека е доволно за да иницираме некои кои имаат потреба да се извлечат од депресија, од лоши мисли, за да можат да патуваат по океанот на животот со убавините кои секој треба да ги добие. Се надевам дека дури да пробудиме само неколку луѓе, мисијата е постигната. Благодарам. Да сте живи и здрави. Бесконечно е, почитувани, мојата среќа вечерва, што ете Ниче Димовски беше мој и ваш гостин. А еве како Ниче Димовски го опишува привршувањето на своето дело Бог е жив, со што и ќе одвеам вечерашнава емисија. Бесконечна е мојата среќа овие 5 дена, бидејќи го привршувам и препрочитувам по 16 пат ова прекрасно дело Бог е жив. И токму овде, на ова свето место, за да ја почувствуваш мојата бесконечна среќа, ти подарувам и тебе мал дел од неа. Но бесконечноста не може да се подели, колку и да ја делиш, секогаш е бесконечна. Токму и затоа сега и ти ја имаш истата бесконечна среќа. Ја имаш бесконечната вселена и бесконечната вистина. Го имаш и Бога, бидејќи тој е жив и живее во твојата душа, а ти си дел од Него. Верувај, ти не си сам, секогаш има некој кој многу те сака и ти дава безусловна љубов. Бог е жив и Бог е љубов. 2 дена се најважни во твојот живот. Денот кога си се родил и денот кога ќе дознаеш зошто. Ако си камен, биди убав. Ако си билка, биди нежен. Ако си човек, биди љубов. Почитувани, добра ноќ.
Будење со Јулија. Mani Padme Hum, Om Mani Padme